Мојата презентација денеска се однесува на истражувањата како алатка на граѓанскиот активизам и како тие се користат во генерално во секоја форма на граѓанска активност, без обзира дали е невладина организација или некој тип на неформална организација која што се собрала заради одредена кауза. Ја пред да почнам ќе ви раскажам едно истражување деновиве што го налетав, што ми беше многу смешно, многу интересно. Значи, имено интернационална студија открила дека јапонците кои јадат помалку мрсно, помалку страдат од срцев удар од американците и британците. Истата студија открила дека французите кои јадат повеќе мрсто, исто така помалку страдаат од срцев удар од британците и американците. Односно, повеќе мрсно кои јадат. Јапонците кои пијат помалку вино, помалку страдат од срцев удар од британците и американците. Но италијанците кои пијат повеќе вино, исто така помалку страдат од срцев удар од британците и американците. Значи, заклучокот е, јадете и пиете што сакате, истражувањата се тие што ви прават срцев удар. Кратка линија, значи, ова е стварно меѓународна студија, која е стварно направена, која е дојдена до вакви резултати, што значи дека не секогаш истражувањата даваат логични резултати, но се многу битни за целокупните општествени процеси во земјата. Значи, што е активизам, за да предодиме за тоа да видиме како истражувањата, и ако вие знаете што е активизам, јас само кратко ќе сумирам во една интересна едноставна дефиниција. Значи, активизам или активизмот представува напор да се промовираат или попречат одредени социјални, политички, економски или еколошки промени. Значи, во најосновната дефиниција има уште две дефиниции кои практично го кажуваат истото. Значи, активизам е едноставно превземање акција да се направи општествена промена, или пак активизам представува превземање на одредена акција за постигнување на одредени цели. Значи, не мора да биде промена, може да биде и тој сам по себе наменски во одредена ситуација, на пример помош за жртвите во Србија и така натаму. Од тука доаѓаме до нешто што се вика промена. Значи, активизмот во основа е промена и бара промена, и активизмот се прави со цел да се најчесто промени нешто. Ако појдеме од тоа, за да направите промена е потребна моќ. Значи, промените се прават со моќ, а моќта е директно условена од тоа дали вие може да направите одредена акција и да имате одредено влијание. Односно, колку е вашата моќта за влијание за да направите промена. Значи, имаме три главни зборови кои го карактеризира активизмот, тоа е моќ, користење на влијание за доаѓање до одредена промена. Сега што се истражувањата? Значи, истражувањата, го знаете, овој познат космонаут, истражувањето, он има, иако не бил директно истражувач, истражувал на друг начин, има кажано неколку паметни работи во однос за истражувањето, од кои една од најпаметните е ова: истражувањето е практично создавање на знаење. Уште една исто господја американка има кажано уште една паметна работа, тоа е дека истражувањето практично е структурирање и формализирање на љубопитноста. Кога нешто што вие што го имате интерес, го правите по одредена структура и му давате одредена форма, и тоа веќе секој таков тип на истражување и на љубопитност е некој вид на истражување, односно креирање на знаење. Сега што е концептот на active research или activist research, како што е, тоа е нешто не толку ново, но тоа е нешто што е дадено како такво и веќе има свој име, кое е во функција практично на активизмот. Значи, активизмот практично или active research представува собирање и создавање на знаење со цел поддржување, комуницирање и промовирање на одредена кауза, односно правење на некоја промена во општеството. Значи, тоа помага подобро да го разбереме, да ги разбереме корените на проблемот, е основа за дефинирање на стратегија, јакнење на капацитетот и зголемување на моќта, како таква која ни треба, служи за проверување и коригирање на собствените ставови и убедувања, бидејќи во даден момент вие може да се борите за одредена кауза без да имате доволно информации колку таа кауза вистински е така или колку сте вистински во правилна насока. И трето, го поддржува граѓанското движење во секоја фаза од неговиот развој. Значи, ова е креирање на база на знаење кој вас ви е основа за креирање на политики. Сега, тука ќе дискутирам повеќе за граѓанско движење како моментална форма на организација, отколку за невладина организација која што има некоја си долгорочна стратегија. Бидејќи во последно време такви неколку движења имавме кои се покажаа како доста интересни, почнувајќи од Тополницата во Велес, па Мартин Нешковски и така натаму, Аман. Значи, имаше некои граѓански движења кои беа креирани наменски, кои дадоа, би рекол, солиден резултат, барем некој од нив. Граѓанското движење поминува како такво низ 8 фази. Значи, прво има нормална состојба или скриен проблем кога
реално постои проблемот, меѓутоа тој уште не е на површина, јавноста не е запознаена со него и не едноставно малку се зборува за тоа. Властите имаат во интерес да го држат надвор од агендата на медиумите. Да речеме, топилницата во Белес, она била проблем, се додека не избил тој проблем на површина, додека не се реши нешто таму, да се гради или да се реактивира. Имаме фаза првични напори на решавање на проблемот и конфликт со институции, кога реално почнувате да го решавате проблемот и гледате дека веќе самите институции не го решаваат, почнувате да истражувате, гледате дека одговорноста е кај нив, меѓутоа немаат интерес да се реши, кога реално тоа се вика каписла, односно полека се раѓа самиот конфликт меѓу граѓанскиот активизам и власта, не мора да биде власта, може да биде центар на мој бизнис и така натаму. Потоа има созревање на условите кога веќе вие го правите процесот на истражување, кога веќе дознавате многу повеќе за самиот проблем, кога почнувате да едуцирате и мобилизирате останатите членови за истата кауза. Има кулминација, тоа е најчесто настан, кој е голем протест или некој вид на реална демонстрација на моќ на самата организација, кога тоа покажува дека веќе за тоа стои организирана структура и прави поголем досег во медиумите и до јавноста. Криза, тоа се случува во оној момент кога веќе власта и станува јасно дека до овој момент ја држи ситуацијата изолирана од медиумите, но тогаш веќе мора да и се служи со репресија, значи мора да го сузбие. Во тој момент се откажуваат многу луѓе и тука најчесто најголем дел од тие граѓански организации, да речеме такви активности пукаат. Шеста фаза, ако се надмине кризата, доаѓаме во фаза на освојување на јавното мислење, кога веќе повисоко, така, добре, да. Кога агендата е веќе наметната, кога веќе институциите не можат да го избегнат проблемот и веќе мора да го пријават како таков дека постои, мора на него да реагираат, повторно се репресија, меѓутоа ова е веќе фаза кога проблемот е веќе на јавна тема и е во медиумите. Седма фаза е кога веќе мора властите и граѓанското општество да креираат, односно да направат некаков договор, бидејќи она што е важно е дека секој, без разлика каков год дали е протест, конфликт, тој на крај завршува со некој тип на преговори и војните се завршуваат на крај со некој вид на преговори, креирање политики или некој вид на договор. И осма фаза е кога граѓанското движење е постигнало првичната цел и сега се шири во други сродни дејности, односно оди во поширока рамка на проблемот, да речеме ако било загадување, оди со други проблеми слични на тој во рамките на екологијата. Значи, ова е важно да се знае затоа што во секој од овие фази на делување истражувањата играат одредена улога со своите различни во различни форми. Еве ги кои се основни активности и алатки кои што ги користат практично низ овие 8 фази сите граѓански иницијативи и овој тип на активности. Значи, во почетокот се гради стратегија и организација, потоа втората и многу битна фаза е едукација, мотивација и мобилизација на членови, значи ширење на каузата и добивање на поголема поддршка. Битен дел е финансирањето, дали тоа ќе биде од лични извори или ќе биде од некој тип на дополнителни засегнати страни кои би сакале тоа да го финансираат. Анализа и креирање на политики, бидејќи на крај вие мора да знаете што сакате, со која е целта на тоа движење и каква промена се бара, дали е тоа законска, институционална или политичка. Комуникација и персуазија, многу битен момент, бидејќи граѓанското движење во голема мера ги користи истите методи и алатки што ги користат и политичките партии, бидејќи вие делувате во јавната сфера и мора многу добро да ги познавате методите на убедување и на комуникација. Герила, нешто што би подразбирало секој вид на надминување на бајасот кој го имате од медиумите, прикривање, притисок на институциите и секој тип на користење на неформални канали на комуникација. Медиумска анализа и поставување на медиумска агенда, значи без разлика секој граѓанско движење има за цел да продре до што поголем број луѓе, за тоа би се потребни медиуми и пошироки канали на комуникација и на крај можност за преговори во новата состојба која следи. Сега. Нема да навлегувам многу во методологија, меѓутоа ќе кажеме нешто што е основа на истражувањата, бидејќи тоа тука е многу битно. Во својата примарна поделба истражувањата се делат на примарни и секундарни. Примарни истражувања се оние кога вие креирате знаење, односно кога нема веќе нешто истражено. Анкети, фокус групи, значи собирате податоци и креирате знаење кое до тој момент не било познато. Имате секундарни истражувања, а тоа е систематизирање и анализирање на постоечко знаење. Статистички анализи, анализа на извештаи, анализи на меѓународни организации, анализи на минати политики, анализи на случаи од порано и така натаму. Значи дека граѓанските организации во многу голема мера се потпираат на овој дел од истражувањата, односно анализа на веќе постоечки, собирање на веќе постоечки информации, меѓутоа многу помалку го користат овој момент кој исто така е многу важен и може многу да придонесе во
комуницирањето на сопствената идеја. Сега, од тие 8 делови што ги поделивме, одиме на нешто што се вика стратегија и цели. И сега ќе ви кажам каков тип на истражување отприлика се користат во секој дел од тоа што вие го правите како една граѓанско движење. Најпрво се прави анализа на политики. Ќе одиме со директни примери. И ќе го земам како пример, да речеме, граѓанското движење во Велес за топилницата. Во анализа на политики пред почетокот на тој протест е важно да се знае колку и како се законите во однос на тоа. Каква е минатата политичка состојба во однос на тоа прашање. Какви биле политиките на минатите влади во однос на тоа прашање. Кои биле последиците од загадувањето, што значи тоа во конкретни бројки, каква статистика на жртви, статистика на болести и така натаму влегува во тоа. И сето она што подразбира собирање на знаење за тоа дека вие утре треба да изложите одредени факти против, да речеме, одредена политика која сакате да стопирате, во случајов во Велес сакаат да стопираат одредена политика, не да промовираат. Кој е одговорен за состојбата? Последици од превземање или непревземање акција или долгородични последици. Значи сето ова е дел од подготовката која вас ви треба пред да започнете било каков начин, било каква граѓанска акција. Квалитативна анализа и студии на случај. Колку луѓе се разболеле во Велес, колку луѓе се иселиле заради тоа, јас знам дека во Велес има многу повисок процент на луѓе заболени од рак. Зашто е тоа така? Интервјуа со луѓе кои што имале или починале или семејства на луѓе кои што починале од рак, токму заради тоа. Значи вас ви треба развивање на ситуацијата и добивање и на емотивен аспект на самата, меѓутоа добивање и на реално многу повеќе информации за тоа колку е сериозен проблемот. Дефинирање откако ќе се направива, вие после тоа дополнително правите дефинирање на барања на политики и пораки. Значи испитување на јавно мислење за степена прифатливост и фокус групи со засегнати страни. Значи кога веќе ќе ги имате основните информации од секундарното истражување, може да се направи примерно истражување каде што се гледа. Колку генералната ваша целна група или таа јавност која ја таргетирате е запознаена со проблемот. Каков е општиот став за таа работа? Дали прифаќаат или не прифаќаат она што вие го промовирате. Дали би ги прифатиле овие политики кои што веќе претходно сте ги дефинирале. За после тоа да направите корекција на тие политики, да направите анализа на кои сегменти и кои профили на луѓе можете да ги таргетирате како потенцијални поддржувачи, кого може да мобилизирате, и каква е генералната состојба. Значи, ваков пристап на дефинирање на стратегија, дури во граѓанско движење кое е настанато од револт, кој е настанато во состојба, секогаш ќе даде многу подобри резултати отколку тренување во нешто без претходно правење основна анализа на пазарот, односно ова се вика подготвување за стратегија. Во вториот дел зборуваме за комуникација и персуазија. Ќе ви кажам една работа што би сакал тие што ги интересира тоа да запамтат добро и никогаш нема да сгрешат кога формираат политичка порака. Како здружение или како невладина организација или како неформална група на граѓани, вие ќе испраќате политички пораки. Тие пораки не се поразлични од оние што ги испраќаат политичарите. Секој и тука влегуваат, бидејќи делувате во јавната сфера, тука влегуваат и така натаму и другите алатки кои што ги користат политичарите за комуникација. Но, она што е важно е дека конструкцијата на ефективна политичка порака се содржи од 3 дела. Анализа на актуелна состојба, и јас ќе ви презентирам како изгледа таква порака. Во Велес после 10 години сакаат да активираат топилницата. Таа одзема 45 животи во минатата година. Многу влади се обидуваат тоа да го направат во минатото, градејќи политика на профит. При тоа се иселија толку и толку луѓе, и при тоа заради таквите политики градот потона во жал и така натаму. Значи тоа е анализа на факти. Втори дел, лоцирање на одговорности и последици. Заради ова сите тие кои што досега работеа вака и оние кои што го поддржуваат топилницата треба да сносат одговорност и се директно засегнати во овој проблем. Трето, предлагање, односно предложување на алтернативни политики. Ние како здружение се залагаме да топилницата веднаш се затвори, а како алтернативни вработувања или како алтернативни економски развој се отварат нови работни места во оваа област. Значи, верувате ми дека секоја политичка порака мора да ги содржи овие 3 елементи без разлика на која тема ја зборувате и без разлика како ја испраќате. За сите 3 елементи од таа порака вас ви е потребно истражување. Потребно ви е истражување за анализа, дески истражувањето што го кажав од почеток. Потребно ви е лоцирање на одговорности, анализа на минатите политики, анализа на тоа политичка историја, што се случувало, како се случувало и кој бил одговорен.
И потребно ви е истражување за тоа што дополнително може да се направи, како може да се подобри таа ситуација во соработка нели со други фактори. Значи комуникацијата како таква е заснована на знаење. Значи само добрата и успешна комуникација базирана на аргументација, знаење и факти. За сето тоа вас претходно ви е потребно истражување. Моменталната политичка гарнитура во Македонија има многу голем успех како таква, само заради тоа што нивната комуникација е секогаш формирана вака. Еве од денеска почнете, ако следите политика, следите малку да видите дека секогаш кога никој не излегува да каже без аргумент, никој не ја формира или не го брани својот став без неколку бројки, барем претходно статистички и така натаму, така што ова ви е единствениот начин за да бидете што поубедливи. Еве и нешто што е многу битно. Јас ги анализирав комуникациите од невладиниот сектор и генерално пиерот на невладиниот сектор и сватив дека најголем дел од најдобрите кампањи кои што се направени и на интернет и надвор од него по традиционалните медиуми се реално уствари добра квалитетна презентација на факти. Еве еден таков. Во 2007 година светот потроши 1 билиарда 339 милиарди и така натаму на оружје, односно military spending. Само 2 милиони 187 на образование. Што ми е поентата? Поентата дека ова е податок од статистика. Ова е податок од тоа дески истражување, тоа подготвително истражување. Од само еден ваков податок они успеле да направат ефективен постар. Што значи дека без тоа знаење вие тешко ќе можете и ќе успеете да го комуницирате, идејата ефективно подоцна. Едукација, мотивација и мобилизација. Значи ова е многу битен момент, ова подразбира ширење на тимот, ова подразбира ова е основната активност на секој тип на ваква организација да привлече што повеќе луѓе да зголеми својата моќ, како што зборавме на почетокот, да го зголеми своето влијание. Ако вие сакате некого да мотивирате комуникацијата, дали е по медиуми или во личност, се прави на многу сличен начин. Вие мора да ги известите луѓето за што се борите, мора да им ги презентирате фактите зашто е тоа така и зашто е тоа опасно и зашто тоа треба да се смени или зашто тоа што не се менува е опасно и треба да се смени. Треба да го испитате јавното мислење колку се заинтересирани луѓето, колку чуле, колку сметат дека тоа е реален проблем, каков проблем. Дали за нив е проблем, можеби многу често проблемите се вршуваат во многу мала целна група. Тоа што снемало интернет тука не интересира само нас, не интересира пошироката јавност. Перцепции и ставови на целната група, со какви луѓе работите, со какви ставови, какви стереотипи, колку тоа што сакате вие да го наметнете во рамките на таа целна група е можно. Многу голем дел од луѓето почнуваат од без претходно познавање да мислат дека луѓето разбираат како нив. Ние во Скопје сме поготово хендикепирани мислејќи дека Македонија е Скопје. Македонија не е Скопје, луѓето се многу поразлични надвор од Скопје и после се чудиме на изборни резултати на се. Значи, мора да знаете со кого работите и добро да ги познавате луѓето на кои треба да им ја наметнете вашата агенда. Степена засегнатост и профилирање на потенцијални поддржувачи. Кои се дополнителни веќе организирани групи кои што може да ви помогнат? Веќе, да речеме, црква, одредени други невладини организации, некој тип на интересни групи кои што може да бидат. Колку се тие запознаени, значи не само со луѓе, него и истражувања со бизниси и така натаму помали и поголеми. Кој се може да ви помогне и каков е нивниот став однос на вашиот проблем? Усогласување на стратегија за мобилизација, едукацијски материјал, канали и програми. Откако ќе го направите ова, вие знаете веќе на кого, како и каква порака треба да му испратите и со кои алатки, преку кои канали тоа да го направите за што поефективно и што повеќе луѓе да успеете да мобилизирате. И на крај останува медиумска анализа и поставување на агенда. Ова е најтешкиот дел, бидејќи најчесто ваквиот тип на граѓански движења се изолирани од медиумите, најчесто ќе се борите против медиуми, и против власти, против институции, против секоја форма на владина, против секоја владина форма на организација, без разлика каква е таа. Но затоа е многу битно да ги знаете вашите канали. Ако немате медиуми, вас ви треба директна комуникација од врата на врата. Што е тоа? Каде се информираат вашите луѓе? Од каде ги примаат информациите во однос на политиките? Дали гледаат вести, колку гледаат, каде, во кое време и така натаму? Дали користат интернет, колку користат интернет? Во Македонија, на пример, за овие избори важеше убедувањето дека со 1 милион Facebook корисници, Facebook е најголемиот медиум и е сосема доволен медиум за да ви обезбедите доволен број на гласови, што е многу погрешно. Се покажа како страшна грешка и како страшна лоша проценка. Facebook има толку, меѓутоа дали луѓето 60-70% тие никогаш не се информираат, него само го користат за некој друг тип на активности како играње игри, забава и така натаму. Да.
Значи, како и каде од луѓето се информираат и како максимално да го искористите просторот за да испратите пораката како што сакате. И на крај дефинирање на алтернативни канали на комуникација во случај на изолација. Значи, испитување на јавно мислење, ова што ја кажав, како, од каде тоа треба да се направи. И последниот дел е преговори и долгорочни цели, кои што не се разликува од првичниот дел, значи во форма кога доаѓате веќе во фаза, ако дојде движењето во фаза на да седне на преговарамачка, односно ја подигне својата моќ на ниво да веќе мора да стане фактор во општеството, тогаш дополнително ви треба анализа на политики, студии на случаи од други земји, законодавни, ако зборуваме за закони, например, какви се праксите во регионот и така натаму, ви треба дополнителна анализа и делување буквално како владена институција, а тоа подразбира многу дески истражувања и многу анализа на политики, што сето влегува во оној делот на секундарни истражувања што го зборувавме. И така. И после тоа нормално развивање идни концепти, истражувања, кои се другите проблеми во рамки на тој проблем, расширување, значи не е само можеби топилницата, можеби во другиот град има нешто друго, како да се расшири тоа, како да оди на повисоко ниво, повторно истражувања и така натаму, дески и јавно мислење со цел да се види каде и каде е најмногу потребна помош. Сега, зашто е ова важно? Да се вратиме до една убава владина порака, вика истражувањето е како искаваше, знаењето е сила, знаењето е моќ, така што истражувањето е знаење, знаењето е моќ, а само моќта може да направи промени. Значи не влегувајте во секоја основна форма на моќ во себе содржи знаење. Моќта како таква може да биде моќ и на сила, меѓутоа сето останато е знаење, дури таа моќ која е направена во форма на сила е претходно направена од форма на знаење. Така што тоа е едно. Второ, граѓански активизам како и новинарството во својата основа е истражувачки. Граѓанскиот активизам сам по себе е истражувачки. Граѓански активист како таков тој истражува од самиот почеток до крај, освен ако кажав ако не е некоја форма на делување која за моментална некоја помош или некоја активност која не бара тако. Меѓутоа долгорочно решавање на политики и влијање во општеството бара истражување. Влијанието и директно условено од знаењето и експертизата. И целите не се да креираме утопија, имајте го секогаш тоа на ум, бидејќи не постои политичка утопија, него постои само подобрување на актуелните состојби, влијање за менување на она што постојано ни пречи во животот. Политичка утопија не постои, мислам дека има многу голем број на активисти, јас сум запознал кои што веруваат дека во анархија, дека системот треба целосно се промени, такво нешто не постои. Граѓански активизам како таков има задача да ги контролира институциите и да нуди алтернативни решенија, а не да замислува идеализирани држави. Ето е тоа од мене. Ако има некој прашање, слободно повелете. Па сигурно повеќе знаете од мене за ова. За сите овие што беа кај нас случувања од граѓански активисти, дали нешто постигна и кој е нивното конкретен импакт врз општеството. Нешто тоа, дали успеа во тоа што го правеа или се остана заташкано, скриено од миниумите или како и да е. Извинете, од техничка е дечко ти изгледа, фала. Дечко од техничка бевте ви? Фала. Не, добро, не бев сигурен дека. Значи јас ќе набрам неколку, не ги следам толку близко искрено да бидам, мислам следам колку што следите и вие, меѓутоа од она што знам на пример, да речам за Мартин Нешковски, не мислам она што основните барања бе институционално да се промени, да се побара одговорност, што не се стигна, меѓутоа мислам дека се изнуди на база на тој притисок максимална казна да речеме за сторителот. Мислам дека таа казна беше сепак на некој начин како задоволителна. Максимална беше таа од 15-14 години мислам дека му дадоа, така што може да се рече до некаде дека беше успешно, меѓутоа конечната цел на тоа движење не мора секогаш да биде да се направи реална законска или политичка промена. Некогаш е доволно да се испрати пораката и да се мобилизира што поголем народ во однос на тоа. Значи во тој аспект мислам дека како досек на пораката, мислам дека беше окей, меѓутоа сепак можеше да продолжи во нешто повеќе, да се формира здружение потоа против полициска насилност, да се побара поголема законска регулатива и следење на работата на полицијата и контрола и така натаму, што не се случи кога што се сеќавам. А од останатите мислам дека здруженијето во
во Велес беше убедливо неуспешно, таму не се реализираше тоа што планира да се реализира и единствената причина за неговиот успех мислам дека беше затоа што се надминаа политичките бариери, едноставно таму политички луѓето не може да ги разделат бидејќи јас сум разговарал, мислам дека беа сите заедно. Повели? Да. Така што од она што го знам, мислам дека во овој момент во Македонија не е воопшто лесно. Значи не е воопшто лесно да се дојде до конечната фаза, да речеме, ако ги поделиме во тие 8 фази од една граѓанска активност, меѓутоа не мислам и дека било каква активност нема влијание. Значи напротив, битно е да се комуницира, битно е да се креираат информации и вести кои што се во функција на одредена кауза и да се трудиме што подалеку да ги испратиме истите и тоа еден ден ќе роди со плод. Така што не е ништо за џабе, ја не верувам дека е за џабе. Само еден коментар сакав во однос на примерот за Велес и Топоницата, дека активизмот има цена, а цената беше тужбата од страна на турската компанија или која и да беше на еден од лидерите, или да речем, оној што беше лице, значи човекот на првите борбени редови, Игор Смилев, беше тужен заради тоа што го нарушил интегритетот, честноста и предизвика одредена болка на турскиот газда. Тужбата чинеше 20.000 евра, или односно штетата требаше да се плати, а луѓето околу Игор Смилев и други сродни, да речам, активистички здруженија левичарски, успеа да обезбедат адвокат кој што про боно ќе го застапува и ќе изготви тужбата. Мислам, за среќа, ништо, значи се повлече тужбата, ама тоа беше долг период за самиот Игор да биде изложен на таков притисок. Така да, мислам, важно е апсолутно да истражуваме и да се бориме и да сме активисти ако сакаме да ги смениме работите, ама од друга страна секогаш треба да имаме на ум дека сето тоа има цена. И понекогаш таа цена е и екзистенцијална, кога сме буквално на работа. Се слуша. Јас се согласувам во целост со тоа што го кажа и точно дека има цена. Истражувањето, јас ги кажувам во делот на фаза на собирање на знаење и на комуницирање на идејата. Вториот дел кој се однесува на репресии и последици од тоа се многу јасни и во Македонија секако дека ова сега не е најдобро време за граѓански активизам, ако некој сака да се заштити себе си. Меѓутоа во крај на линија тоа е движењето и тоа е цената за промените. И мислам дека е добро што тоа така се завршило, баш дечкото претходно беше за краудсорсинг. Можеби со краудсорсинг сите велешани можеле со по 10 денари да платат што се вика на глобата, така што секогаш ќе постои некој начин да се бориме со тоа до крај. Повели. Само би се надоврзала на тоа што беше пред малку кажано. Недостасува оној момент на чувство на колективност, ми се чини кога се случуваат вакви собири. Беше спомната Топилницата во Велес, моментално општина Газиба, аеродром и уште неколку се соочуваме со проблемот со задоснетото поставување на филтри на Скопска железарница. Значи, бевме информирани дека тие кои сме поднесители на известувањето за организација на протестот, дека целата одговорност ја сносиме ние, макар да биде приватна тужба во однос на сопирање на право на движење. Дали имате некаква информација како може да се действува во тој поглед? Дали може да се сноси некаква колективна одговорност или да бидеме, што знам, тргнати на страна од такви индивидуални тужби како поединци, бидејќи не е некаков проблем кој засега 1, 2, 3, 5 ми настанува збор за жители од 5 општини. Значи, политичките партии по книга, значи по книга на пропаганда, кога сакате да се збиете одреден организирана група, кога ги таргетирате лидерите. Што значи вие не можете да ги таргетирате сите луѓе, ги таргетирате лидерите и тогаш се обидувате дали со подкуп, дали со некои ветување или со било која друга форма на влијание да го разбиете движењето и секогаш, например, секогаш ќе има нормално како што била тужбата во Велес, како што ќе биде тужбата кон оние луѓе кои што се најизложени таму, меѓутоа со колективноста што се покажала во Велес, мислам дека е многу слична и секогаш кога имате
ситуација каде што ве изолираат медиумски, мислам дека е потребно да најдете нешто алтернативни форми на комуникација и креирање на настани кои што ќе привлечат внимание. Легнување пред железара и како што мислам има некои светски познати форми на протест кои што досегнале многу подалеку од границите на земјите. Што значи дека пак треба да се најде форма со која што и начин на кој што ќе се испрати порака, а во Македонија сега тоа денеска воопшто не е лесно и навистина треба да се види креативен и истраен во таа. Мислам дека не може никој да бара да ви забрани да протестирате и да имате право да го блокирате тоа и меѓутоа многу пак е важно да се знае точно што барате. Значи ако видите ние не сакаме, добро дајте алтернатива, ако немате идеја што барате, не може да седнете на преговарачка маса. Затоа се истражувањата многу битни. Вие мора да имате јасна цел и стратегија од самиот почеток за да отидете на ова го бараме, ако не го исполните, по закони следува ова, законски знаеме дека можеме да го направиме ова и тогаш ќе биде многу потешко да таква форма на Уште едно кратко прашање. Значи на Балканот знаеме и посебно во Македонија, најблиску нели, секогаш граѓанскиот активизам се поистоветува со политичките движења, односно партии. Како би направиле една насока да знаеме дека тие се луѓе што стварно граѓански се активисти, не се дел секогаш од политичка партија, најчесто се во опозиција, во овој случај денеска? И што е вашето мислење за тоа, совет? Граѓанското движење е опозиција, оно по дефолт е опозиционо. Значи тука јас мислам дека воопшто не треба на ниедно граѓанско движење да му биде пречка, нити воопшто да го предомислува тоа што ќе биде етикетирано или приближено една политичка партија. Значи тоа е нормално, тоа се само дополнителни политички методи и стратегии како да се невозможи одреден центар на моќ да делува. Значи нема тука ништо спорно и мислам дека треба да се тргне идејата тоа дека вие како граѓански активисти ќе имате чист пат. Сега ние сме активисти, се чекаме нас да не пушта не, напротив. Ова сето што го зборував е во функција на токму да се заштитите, имате подобри аргументи во тоа што го правите. А дека некој ќе дозволи, поготово например имаме радикална власт во овој момент во Македонија, ваква власт да дозволи вие вашиот граѓански активизам да дојде до израз, тоа не треба да се очекува и само треба да се наоѓаат подобри форми на комуникација и истреност, ништо повеќе. Повелиот преска дига. Да. Јас сакам само да споделам ова што збориме за медиумите и дека можат да ни изолираат или да не вклучат. Не знам дали сте запознани со случајот за семејните студии, родовите студии. Да, го следам, да. не премногу, само на кратко го споделам моето искуство врска со тоа што мислам дека нема баш да биде нешто многу продуктивно. Бидејќи на оние кои што ги викаме владини медиуми, никаде не се покрена прашањето на таков начин за да се компарираат двете и да се даде некоја критика во врска со тоа. Јас лично као не член на било која организација, него лично као студентка се обратив на Нова ТВ и на 24 вести. За може мене ми се посреќило моментот па прифатиле и Нова ТВ и 24 вести за да стигна тоа до медиумите, после се крена голема бука околу тоа, кај професори и дури она политичари застана у одбрана има свое мислење околу тоа. Значи финтата е тоа дека дури ако делувате самостојно, може да се најде пат и да не биде обесхрабрувачки тоа и самостојното може некад многу голем резултат Да, меѓутоа ќе се надоврзам само како Да, тоа се тие неколку медиуми. Да, се форсира само околу самостојноста. Точно е дека најчесто индивидуални случаи го почнуваат, меѓутоа верувате за да направите, за да креирате моќ, како што кажавме, мора организација. Значи мора поединци го почнуваат, неформалното движење да наоѓа форма на здружување, лидери и така натаму и продолжува. Така што, да. Ајде, колешката. Здраво на сите. Јас малку подоцна се уклучувам, така да ако случајно сте го дискутирали ова прашање, слободно може да го скокнеме. Би се вратила малце на делот истражувања и моето прашање во насока како невладиниот сектор треба да реагира во ситуација кога имаме недостаток на информации базирани на истражувања и анализи или барам имаме селективно пласирање на информации базирани на анализи и истражувања
од страна на официјалните државни институции. Дали сме доведени во ситуација кога невладиниот сектор практично станува доминантен извор на информации базирани на истражувања и анализи? Апсолутно. Апсолутно и така треба да биде. Значи, ние во Македонија сега ќе даваме една споредба, имаме Националното бюро за статистика, ајде тоа ќе го земам, има 2 годишни анкети големи. Тоа е за потрошувачка и уште таа име ПАП, како се вика, некоја за статистичка проверка. Така. Во Британија Националното бюро за статистика има 150 анкети годишно во не знам колку области каде што има од тоа, колку дрва си секле, како се секле, зашто колку луѓето гледаат телевизија, дали гледаат, зашто не гледаат. Значи, вие од таму можете да седнете и да направите реално само тие податоци, толку многу првична анализа да вас реално после тоа и многу малку примерни истражувања ви требаат. Значи јас знам дека во Македонија јас лично се соочувам со тоа секој ден и немаме попис од 2002 година зашто правиме понатаму муабет. Значи во недостигот на информации мора да го дополнувате со ваши истражувања. И јас токму мислам дека невладиниот сектор тука може да игра многу битна улога. Не знам колку се финансирани самостојни истражувачки проекти сега во овој момент и какви се финансиите за тоа не знам. Меѓутоа мислам дека точно ако немаме попис треба да се направи и треба да има за тоа активност. Ако немаме да речеме стандардизирани независни истражувања годишни кои што ни даваат некој увид во тоа каква е социјекономската состојба, ни треба некој да ги прави или тогаш да ги промовира. Во Македонија јас се му замерувам многу на невладиниот сектор за комуникацијскиот дел. Значи невладиниот, јас овде налетувам на пример на истражување на Центар за економски анализи, знаете невладината, да нема некој присутен тука. Значи Центар за економски анализи прави 4 истражувања годишно, прва лига истражувања, значи јас налетав сосема случајно брајки нешто за пензионери, има анализа на 50 страници, не, сериозно, значи ви кажам, анализа добра, многу здрава, квалитетна, која што никогаш не видела бел ден. Значи се е објавена таму на нивниот сајт, не е направена во комуникацијска форма интересна за јавноста и таа едноставно не може да влие. Значи не е идејата само да се истражува побитно. Јас мислам дека многу побитно невладиниот и граѓанскиот сектор е да комуницира. Значи пред да истражувате треба знаете или од кој ќе истражите како тоа ќе го искомуницирате и како тоа да добие поголемо влијание во јавноста. Исто јас би патила оваа критика и до државните институции затоа што не сите не работат квалитетно и не нудат информации кои навистина имаат што да како да ви користат. Например, Државниот завод за ревизија има навистина во голем обем квалитетни податоци нуди во најмала рака што се критички настроени кон работењето на институциите, меѓутоа апсолутно воопшто немаат никаква комуникацијска стратегија или не се ни трудат тие информации да допрат до јавноста. Може и за да не ги чујат. Ти кажам, размислувам на тема, може би подобро во ова време да бидат типки. Не видете, институциите самите по себе можеби не се толку, они не треба да комуницираат. Они како такви може ги прават само проформа, ги прават заради тоа што е така пишано. Не може да очекуваме дека секоја институција ќе се занимава со комуницирање на тоа што го истражиле. Меѓутоа, ние што сакаме да влијаеме, сме тие што треба да ги земеме тие податоци и да тие они може да имаат и притисок, може и едноставно немаат за тоа средства, може и тоа едноставно не име во начинот на работа. Така да мислам дека е побитно оние кои што имаат интерес тоа да го комуницираат, да ги соберат тие податоци, да ги структурираат и да ги направат во форма која што е прифатлива за јавноста. Да.